Текстилството е во најкритична состојба во последните 20 години. Ова представниците на кластерот ги принуди на изработка на иден план за опстанок на бизнисот. Поради ова, кластерот на текстилците ургентно и се обрати на владата. Континуитет на поддршката на оваа субвенција која што фирмите кои што беа загрозени од пандемијата ја добија. И второ, каде што исто е многу важно за компаниите и кое што директно влијае на нивната ликвидност, е проблемот со оние лица кои што користат ослободување заради детска нега или хронично болните. И тука ќе бараме од страна на владата да се изнајдат некои решенија за, да речеме, споделување на трошоците за овие лица. Сепак, дали ова може да го спречи трендот на се поголемо отпуштање на работници? Ако некаде имаме намалување, да речеме, на капацитет за 50%, би требало владата за тие останатите 50% или половината од работните часови да ги компензира на фирмите. Спротивно, сигурно дека ќе имаме голем број на отпуштени работници. Дали ставот на кластерот ќе бидат прифатени е крајно неизвестно, но досега владата со веќе спроведените мерки во голема мера му помогна на овој сектор. Сега очекувањата повторно се во истата насока. Овој сектор одржува работна динамика на околу 30.000 работници, од кои сега најмалку 1/3 се во сериозна социјална неизвестност.